После децениското распаѓање на манастирот Трескавец кој потекнува од 13-тиот век и комплетната негрижа од страна на државата кон ова светилиште и споменик на културата, годинава конечно се одвоија пари за реализација на двата проекти за негова заштита и конзервација. Првиот проект се однесува на хидрогеолошките истражувања и заштитата од влага, која што е најголемиот проблем за ѕидовите на црквата и фрескоживописот, кој што проект веќе бил изготвен и се чекало само на добивање на потребните дозволи за негово започнување. Изградбата на соодветен дренажен систем, кој што ќе спречи влегување на вода во црквата, треба да заврши до крајот на октомври. Изведбата на таков дренажен канал кој би бил во голема длабочина, релативно голема, од 3 до 4 метри, би ги насочиле водите кои слегуваат од оздола да излезат по страните на манастирот и да можеме да ги изведиме на јужната страна да излезат од манастирскиот комплекс. Ке олесниме работата за реконструкција, реставрација и на фреско живописот во црквата и трапезаријата кои се од тука се многу засегнати. Значи влагата многу пати ни зборувале на таа тема, негде достигнува од 60 до 80, па преку 80% во некои моменти. Вториот проект пак се однесува на изработка на финална верзија на проектот за реставрација и конзервација на црквата. Неговиот краен рок на изработка е септември, за да може наредната година конечно да се започне со градежни активности околу заштитата на самиот храм. Ја имаме добиено понудената тендерска документација. За него се, за разлика од хидрогеолошките истражувања, проектот за црквата е покомплексен и го работи стручен тим од ИЗИС, институтот ИЗИС, стручњаци од градежниот факултет од Скопје и како консултативен член на тимот е професор од Грција, професорот Препис. Реализацијата на двата проекти годинава ќе чини 8,2 милиони денари.